Добро ти вечер, Македонија, добро вечер, почитувана публико, добро дојдовте во Порта. Еве ова петочно издание, како и претходните емисии и Порта, ја реализираме на сателитскиот канал, секако на Македонската телевизија. Почитувани, тоа што секогаш ме носи не инспирацијата, не само пораката и поттикот што вие ми ја праќате катадневно на Facebook порталот, на моите имейл адреси и интернет портали, така речам, со тоа дека сакате да бидете дел од оваа емисија, дека на секаде каде и да одите, го секако овој вечерва да споделам оваа емисија, овие 90 минути со вас, од едноставна причина што темата што овие неколку недели се разгорува на една социјална мрежа, поточно на Facebook, нели со тоа прашање дали Македонија е Грчка, и тој надпревар со да или не, и добивајќи на таква порака од една почитувана моја поранешна соговорничка и гостинка во емисијата, инаку високо име во Институтот за национална историја, која исто така ме препрати и замоли да одговарам. Секако знаете, одговорот никако не може да се потврди дека Македонија е Грчка. Одговорот беше големо не. Големо не дадоа и дават нашите пријатели каде да се во светот. Не македонци по биохемија. Вистински пријатели кои живеат на сите 5 континенти, кај што и живеете вие, почитувани мои македонци и македонки. Значи, пријатели од нашата пријателска држава Турција, која исто така се вклучила на ова, да речам, непримерна иницијатива на нашите јужни соседи, кои, еве, ангажираат, се мобилизираат по секаков основи начин, како и на хакерски начин, а тоа е да ги уништат своите финансиски дубиози што ги имаат по многуте светски банки, да си ги избришат или ретушираат давачките што ги имаат код светот. Видовте дека 550 милиарди евра не се малку пари светот им ги дава, но пирати се пирати и натаму одаат свело и храбро да уништат се повеќе економијата, не само својата, туку и на светот. Не носам никаква горчина, носам само една прагма, тоа е дека пред аргументите и боговите ги симнуваат своите капи, а тоа што реков дека еве таа не војна, таа анкета што вие почитувани секојдневно може да ќе приметите на вашите портали, упатувате пораки, упатувате одговори и прашања од да или не, нели, со тоа дали Македонија е Грчка. Ние вечерва ќе говориме токму на оваа тема, имајќи факт дека тоа што нам ни се случува во изминатите сати и часови, да речам, во престолнината на 27-те во Брисел, како и преку големата бара што се случило пред 48 часа, а тоа е која порака ни упатуваат нашите пријатели, дека да не се надеваме на тоа странно име што 001 на времето заедно со лицето БЦ ни го наметна, ни го октруираа како еден страмен акроним да го носиме сите овие 18 години, што е навистина странно. Особено и таа нестрашна изјава што лицето 001 ја даде дека ние нема ништо што да бараме и дека немаме право на континуитет, дека сме македонци и дека ние сме тука дојдени преку Дунав со цевчиња и дека екзистираме од 6 век. Да, мој, тие нестречни изјави, колку се свесно или несвесно артикулирани, ден денеска не доведоа до овој страмен чин на кој ние треба по секоја цена да ги отфрлиме сите тие негативни енергии. Еве, нека биде ова моја најава, еден мој вовед со тоа што по рекламите ќе го најава мојот и ваш соговорник, кој и овој пат, како и секоја, ќе го задржи вашето внимание 100%. Значи, од сега па до крајот на емисијата, 90 минути интерактивно ќе бидеме вклучени сите заедно, на сите 5 континенти каде и да сте, на телефон, преку вашите имейл пораки. Значи, останете и натаму со нас, по рекламите се враќаме во живо. Темата е дали Македонија е Грчка. Останете со нас.
Супер акција во Супер Тинекс од 2 до 4 март. Риба ципура 438 денари, шеќер од Агра Голд 3+1 подарок. Јафа чоколаден бисквит со портокал 2+1 подарок. Закупено едно пакување на влажни марамчиња Fresh and Fresh, добивате уште едно пакување подарок. Куински бришачи Perfex 2 во едно пакување 139 денари. Ваш Тинекс. Хоти известува дека само за проектот Купи куќа, купи стан ги намали цените на 280 евра за метар квадратен. Купете куќа од 80 квадрати за само 22.400 евра или куќа од 105 квадрати за 29.400 евра. Повеќе информации на 3097 141. Купи куќа, купи во Хот. Да, драги мои, како што реков, дали Македонија е Грчка? Тоа е темата и работниот насод на вечерашната тема. Доктор Петар Поповски, историчар. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер на вас, на вашата екипа и на вашите гледачи. Професоре, задоволство ми е што тука вечер во овие 90 минути заедно со нашите почитувани гледачи, не реков на сите 5 континенти, ќе споделам од причина што пред мене заедно во оваа емисија стои бардот на македонското новинарство, еден од главните одговорни уредници на информативната програма на македонската телевизија, каде навистина имаше чест и задоволство да се учи и да се научи што е новинарство. Благодарам. Затоа ќе ми дозволите во дадени моменти ќе ви поставам прашање како професор, како историчар и како ментор или бард во македонското новинарство, како новинар. Прашањето што јас го дадов со препорака на гледачите, нели, како работен наслов, дали Македонија е Грчка, вам би го поставил директно, па ве молам започнете. Македонија во својата историја никогаш не била Грчка. Нашата историска наука и светската исто така историска наука има огромен доказен материјал со кој се побиваат таквите тврдења. Значи, илузорно е да се мисли и да се предпоставува дека некогаш Македонија била Грчка. Никогаш. За тоа постојат, да речеме, дебели аргументи. Морам да кажам уште на почетоков дека името Македонија е најстаро во историјата на човековата цивилизација. Според еден артефакт што е најден во Бломбос, местото Бломбос, Јужна Африка, значи проценето е дека тој артефакт потекнува од 75-тиот милениум пред новата ера. Значи, се работи за 77.000 години. На него стои лигатурата Македонија. Замислете. Значи, тој поголем аргумент од тоа нема. Тоа значи дека овој кој денес ние го викаме Балкански полуостров, тој е Македонски полуостров. Зашто? Затоа што тука била територијата на Македонија. Името на Македонија било прочуено не само на овие простори, според оние извори што ние ги имаме и ги располагаме. Мислам на извори од праисторијата. Името на Македонија било познато далеку на сите континенти. Морам да кажам дека Македонија, односно населението во таа Македонија во праисторискиот период била од најстарите времиња организирана, општествено организирана во општествени заедници. Јас говорам со аргументи. Значи, според еден артефакт што е најден во Бугарија,
на него стои напишано Зет Пир Македонски. Така? Бугарските археолози процениле дека потекнува од 5862 година. Се работи, значи, за 6 милениуми пред новата ера. Замислете да биде организирано едно општество во држава. Во тој период, во тоа време, државите биле нарекувани зетови. Значи зети. И поради тоа на самиот артефакт стои Зет Пир Македонски. Значи името Македонија суштествувало, ајде да не го земеме тој артефакт, например, од Јужна Африка. Меѓутоа, еве, овој артефакт зборува дека веќе во 8-миот милениум ние сме го имале името Македонија и била организирана како општествена заедница. Да бидам искрен, само дека прв пат го слушам ова, интересно, доста ексклузивно за Јужна Африка. Јас сакам да дадаме на споредба за она што ние говориме овде, дали Македонија била Грчка. Јас ќе направам споредба. Да. Ова што го кажувам токму оди на таа линија да ја укажеме токму таа споредба. Например, Македонија како организирана општествена заедница на овие простори е потврдена исто така со 5 македонски династии во праисторискиот период. Значи, зборувам за праисторијата. Тие династии, кога првата династија стапила на власт, да речеме, која се го носила името Македониди, начело со Македон, кој бил првиот цар, а таа династија имала 22 цареви. Значи, сето тоа е познато, има податоци за сите тие цареви. Понатаму имаме за Темениди, па Аргеади и така натаму, значи сите тие династии се нарекува тој период во Македонија династички период. Што ми е династички, значи самото општество добива една нова дефиниција како држава. Значи не како зета, туку како држава. Така што да земеме сега еден период кога римјаните ја освоиле Македонија, постоела административна област Македонија. Понатаму, периодот на Византиската империја, ако земеме ние да ги прелистаме историите што ги пишувале одредени познати византолози, ќе видиме дека тоа царство било нарекувано Македонско царство. Сите династии, бидејќи ги имам проучувано ја сите династии, се имаат македонско потекло. Например, ќе сретнете вие во разни извори дека е тоа грчка некоја империја и така натаму. Меѓутоа, таа нема ништо грчко. Таа ги обединила, речиси, сите македонски племиња на овие простори, дури и во Мала Азија и на Медитеранот. Сакам да кажам дека Македонија како општествена заедница живеела, значи, од преисторискиот период и во новото наше современо време. Например, ако земеме ние турските мапи за време на владењето на Турската империја, ќе видите дека македонците, односно името Македонија го зафаќа целиот Балкански полуостров. Ќе ја видите, например, пишува за таму едно со ситни слова за Грција, дека постоела Грција. Само тоа се мапи од 19. век. Меѓутоа, тоа е многу карактеристично, тука не се дадени границите, туку е обележано со боја, да се знае која е Македонија. Според бојата. И тоа на целиот полуостров стои Македонија. Значи, вклучувајќи ја Албанија, се до Добруџа. Значи, и до Цариград. Тоа е територијата што е имала Македонија во тој период. Значи, како што гледаме, Македонија суштествувала во еден голем период од својата историја. Сега да видиме, например, кои биле грците, која била Грција? Ние дознаваме дека од некои извори дека грците првпат на овие простори се јавуваат во 9. век пред новата ера. Тие податоци не се потврдени. Зашто? Затоа што Хомер, кој живеел во 9. век, во неговата
во неговото епохално дело Илијада, никаде не ги споменува хелените. Тие во тоа време биле нарекувани хелени. Хелените никаде не се споменуваат. Се споменуваат сите македонски етнички групи, мислам, сите македонски племиња. Така што тоа е еден збир на информација во која што расветлува многу прашања од историјата. Најреално гледано, хелените на овие простори се јавуваат меѓу 7-миот и 5-тиот век пред новата ера. А ние веќе имаме пред тоа имаме 6 милениуми пред тие да дојдат на овие простори. Значи Македонија существувала 6 милениуми пред да дојдат тие нови простори. Така што за нив е совршено јасно познато. Никогаш во историјата вие не можете да сретнете, например, дека постоела во праисторијата земја која се нарекувала Хелада или која се нарекувала Грција. Такво не можете да најдете. Ќе најдете како фалсификати. Например, преработени, додавани, фризирани од страна на грчката и на англосаксонската историографија. Значи, тие се нивни ментори и тоа го прават и им помагаат нив да може да се издигнат како нација. Сакам да кажам дека Грција во својата историја не существувала како организирана општествена заедница се до 1832 година. Која се формира? Тогаш е формирана. И тогаш се пушти во акција германската власт, која стравувајќи дека Турската империја ја губи својата сила на Балканот, дека може да дојде до обнова на Македонското царство, стравувајќи од това, таа создава нов опонент во Грција, за да може да ја опонира на Македонија, ако се создаде такво царство. Тоа е вистината за Грција. Значи, друга вистина нема. Тоа е вештачка творба, значи. Таа е вештачка творба. Вие ќе сретнете, например, кај многу автори, дека тие на овие простори дошле како пирати и како едно племе кое што било формирано од разни националности, од разни племенски афрички групи. Микс. Да. И сега, што е многу важно, кога грците се обидуваат, например, да поистоветат историјата на македонскиот народ со така наречената хеленска историја или така наречениот хеленизам кој е измислен на крајот на 19. век. Ако ги земете енциклопедиите, например, од Западна Европа, таму ќе прочитате дека хеленизмот е уште од 9. век пред новата ера. Значи, видите до какви крајности се оди тоа. И сите тие работи се фризираат на тој начин да и се даде можност на Грција да може да збогати својата историја. Незината историја е крајно бедна историја. Видите, еден германски автор многу добро ги опишува. Вели, тие на Балканот дојдоа како полдив народ, како пирати кои што немаа свој јазик и своје писмо, кои што се служеа со зборови само за најнеопходна употреба. Херодот на многу места кажува дека хелените, кога дошле на овие простори, го селе јазикот од домородното пелазиско, односно древномакедонско население, и го зеле писмото. Меѓутоа, писмото го зеле дури во 1. век пред новата ера. Значи, имате вие разни извори кои што истражувале и кои што дошле до некои сознание. Меѓутоа, имате извори кои што се препишувани или правени во кабинети и тука измислувани разни глупости, така што да може на било кој начин да се збогати историјата на тој народ. Професоре, интересно тоа што сакам да ве прашам, со оглед дека ако се направи една анкета меѓу народот, некој ќе рече, знаеш, уморен сум више да го слушам тоа, ми е преку глава да го слушам тоа, не сакам да му дадам значење. Од една страна ќе речеш да, не сакам да се занимавам за само идентификација, само дефинирање на мојот идентитет, кога знам кој сум, што сум, дека сум македонец. Точно. И крај, енде. Значи, од друга ситуација,
велат 10 пати кажана лага станува вистина. Дали светот тоа сака да го се прави по секоја цена, ево ова што гледаме на разни социјални мрежи, на Facebook портали, дека дали Македонија е Грчка, инкорпорирање во менталниот чип на некои други кои не се македонци и така натаму, дека еве што велат нашите јужни соседи, за нас дека ние ја крадеме историјата, ние ја ретушираме истината и така натаму. Од друга ситуација, дали имаме ние проблем со нашиот јужен сосед или со некој друг кој дефинитивно при очи е слеп, при уши е глув, кога го слуша македонскиот народ и вели, абе луѓе, ние сме македонци, ова е Македонија, прифатете го или не, тоа сме ние. Како би одговорили на ова страна, на вистината? Вистината е само една. Дека Грција и западната историографија, која е на некој начин ја помага грчката историографија, се прават севозможни фалсификати, за да може на некој начин да се поистовети, например, историјата на хелените со историјата на древните македонци. Грците се обидоа тоа да го направат. Меѓутоа сега, јас следејќи ги најновите процеси во историската наука, мислам, авторите кои што истражувале, кои што дошле до некои сознанија, како тие гледат на таквото поистоветување, например, на историјата, дека грците се и македонци, значи и грци, и хелени, и македонци. Видете, кога грците го правеле тоа, немале предвид еден многу важен елемент. Тоа е? Тоа е што тие дошле од Јужен Египет, како арапи. А додека македонците се бела ариевска раса. Тие се црна, значи, африканска раса. Збориме за грците. За грците. Не може да дојде поистоветување на две раси. Значи, тој момент тие не го имале во предвид. Затоа е сега, например, во историската наука, се оди кон тоа да се расветли тој случај и дека тоа не може да се прифати како историски факт. И поради тоа, многу работи сега и се преименуваат во самата Грција, во тој поглед. Така што имаме една појава, например, кога беше откриена гробницата на Филип II, тие се обидоа тогаш, прв пат тие оценија дека е сега моментот ние да кажеме дека, например, 16-зрачното сонце е нивни земски символ од далечни времиња. Тие по прв пат се соочија со тој земски символ. И тие го извадија, не го извадија, например, ковчегот пред симпозиума што беше, зашто во тој период во Грција беше собрана една голема научна елита од цел свет да види што навистина е најдено таму. И тие очекуваа, бидејќи веќе беше прогласено дека че има откриено околу 5000 надписи. Меѓутоа, до денес ние ништо не знаеме за тие надписи. Тие се уништија, се издробија на ситни парчиња и се фрлија во длабочините на Егејското море. Значи, тоа е направен најголем злостор во историјата на човековата цивилизација. И видите што сакав да кажам во врска со тоа. Тие, например, на самиот ковчег на Филип II стои тоа... Кутлер? Да. Стои земскиот символ 16-зрачното сонце. Тие не го извадија на симпозиумот тоа, туку извадоа слики од украсни вазни, каде што, например, на одделни места се јавува тоа сонце. И тие го обележуваат тоа со црвени кругови, за да им докажат на присутните таму дека ова е грчко, сето е ова е грчко. А од друга страна тврдат дека Филип II не е грк, а само Александар Македонски бил грк. Ви се молам. Значи, станува збор за една земја која се бори со сите сили да створи едно мислење во светот дека е таа најстара на овие простори и дека токму со Грција токму со хелените настанал животот на нашата планета. Значи, тоа е нивна цел.
такви обиди се прават, например, на Запад, да се докаже тоа. Имавме ни еден случај таму 74 година, кога група американски историчари, за да дојдат до повисоки функции, измислија некои артефакти кои фактички не постојат и на артефакти постојат разни надписи кои се во полза на Грција. И сега замислете, испратија еден историчар во Грција за евентуално некој да дојде и за да праша за тоа, за да има човек да може да се оправда на некој начин, и тие фактички не постојат. Видите до која крајност се оди. И тие сега, кога дојдоа на такви функции во Америка, и во 2010 година настапија пред јавни гласила и го открија тоа, дека нашата цел не беше да ја издигнеме Грција, туку беше да на некој начин дојдеме до функции. Навистина дошле. Се сеќавате точно така, се согласам. Јуџин Боржа, познатиот еминентен археолог од светски калибар, со кого јас разговарав неколку пати, исто така и ми ја плесна вистината во очи, дека не треба да лажат, да фалсификуваат и да импутираат, да дефинираат некаква вистина која нема никакви допирни точки со реалноста. Да. Тој геноцид, ако можеме да речеме на вистина. Да, ама несреќата е во тоа што некои историчари се поведува од тие податоци и седејќи дома почна да пишуваат истории. Тие напиша истории. И што се ја правиме со тие истории? Тие треба да се фрлат на буниште. Вака просто кажано. Значи, имаме такви обиди во западниот свет, како што беше направено, например, што го направи Германија во 20-тите години од 19-тиот век, пред да се создаде грчката држава. Што направија тие? Науката ја натера да пишува дека македонците се дојдени од зад Карпатите, за да нема тука опонент према Грција. И тие измислија таа карпатска теорија. Тоа светот го знае. Која не е докажена ден денеска. Да. Мислам у смисло на зборот, дали е пронајден некој фосил, некои артефакти зад Карпатите и каде тоа е зад Карпатите? Нема ништо. Видите, се напишани стотици томови за тоа. И никаде, например, еве, земете нашиве што се во овие научниве институции не ја следат таа проблематика. Значи, не ги следат тие процеси. Фати начнавте една многу интересна ситуација. Тоа е што дали научната јавност, научниот потенцијал, тој нуклеус македонски, не бил инкорпориран од почетокот на нашата независност. Во вистинска смисла на зборот. Па дојдовме до оваа реч. За разлики, ќе завршам со тоа, што грците, уште 80-тите години на крајот, почнувајќи од Мицотакис, со 150, ќе се повторам, али да подсетување, милиони марки во тоа време, земени од државните трезори на Грција, са што цел свет ги плаќа како пенали, нели? На Грција тргна во поход да направат едно ретуширање на вистината, на историјата, една ширење на лага за вистината, мислам за Македонија. Да. Кои сме ние и така натаму. Од друга страна, македонските научни дејци, творци, беа ставени во аут, со еден збор, беа аутсайдери. Таа дискрепанца, ве молам, колку не чини, еве паралела направите, колку грците добиле, колку македонците изгубиле. Видите, например, нашата наука до крајот на 90-тите години, можам да кажам, ние се служеше практично со она што беше сервирано од нашите соседи. И тоа што беше сервирано свесно, за ние да го правиме тоа свесно во нашите идеи. Перење на мозокот. Да. Со нивни теории, како дека ние сме дојдени подоцна, дека нашата историја почнува од 6-тиот век и така натаму. Што тоа не е вистина. Имате доста автори кои тоа го порекнуваат од тој период, современици, значи на тој период. Крајот на 6-тиот и почетокот на 7-тиот век. Нема никакво движење, ни од север, ни од југ. Значи, тој народ бил тука. Ние имаме доказен материјал дека македонецот бил вечно присутен на овие простори. Има свој континуитет. Да, се движел, но каде се движел? Од овие простори се движел кон исток, се движел кон север и освојувал Европа, се движел на Медитеранот и еден податок што е многу важен.
Например, имаме ние во разни извори, читаме дека Александар Македонски отишол да го освојува светот. Таа хипотеза не е точна. Александар Македонски отишол да ги обедини македонците во Азија. И замислете еден податок што стои. Вели вака. Вели Александар Македонски стоеше на мислата. Кога ќе ги обедини народите во Азија, ќе отиде до Шпанија да ги обедини другите македонски племиња. Меѓутоа, тоа не му се оствари за жал. Тој падна болен и како последица на тоа токму не му се оствари таа желба. Значи, зборуваме за еден период историски кога Александар Македонски имал и проблеми со грците. Зашто? Затоа што, например, ако ги земеме личности што пишувале, например, истории за Александар Македонски, да земеме французи, германци, англичани и така натаму, ќе прочитате, ќе се фатите за глава со какви контрадикторности тие ги пишуваат. Јас просто се чудам. Значи, такви познати историчари да прават такви глупави грешки. Например, велат вака. Александар Македонски вика го ширеше грчкиот јазик и грчката култура во Азија. А видите што? На друго место па пишува вака. Вика, Александар Македонски се бореше со персијанците во кои единици имаше 30.000 хелени. И вика, со македонски, вака пишува, со македонски саби беа исечени 28.000 хелени. Замислете. Значи, каде е тука сега логиката? Значи, тоа се историски факти. Меѓутоа, она што рековте вие за науката наша тука, ние го пишувавме она што ни беше сервирано. Меѓутоа, за жал, во тие научни институции денес во Македонија, кои се наполно отуѓени од ова општество, воопште не ги следат тие процеси, научни процеси. Тие се уште главните извори им се Атина, Софија и Белград. Значи, друго не гледаат. Не следат она што е напишано во науката. Значи, вие сега најновите процеси што се одвиваат во историската наука, вие ќе бидете вчуденевидени што на вистина ќе биде со Македонија. Значи, Македонија како едно подрачје од каде што се проширил тој етнос на сите европски простори. Значи, тоа е научно докажано, и антрополошки е докажано, и археолошки, и лингвистички, и во секој друг поглед. Значи, се работи веќе за историски факти. Сега веќе немаме научници кои пишуваат кабинетски, ќе седнат и ќе си напишат нешто. Сега бараат тие да се прослават себе си со нешто што ќе истражуваат. И се впуштени во истражување голем број научници, ја ги следам во разни часописи, тие објавуваат по нешто она што го истражувале. Јас ќе ви кажам само еден податок. Например, во 50-те години еден познат англиски, например, научник, кој што е исто така лингвист, археолог, антрополог и така натаму, значи, личност кој што се занимава со многу дисциплини од научната сфера, тој даде во едно списание една ваква реченица. Вели, културата на британските острови, вика, почива на културата на словенските народи на Балканот. Замислете. Тоа крена огромна прашина во Англија, меѓу научниот свет. Меѓутоа, тие кои што и најмногу го напаѓаа него, по 10 години тие се исправија. Вика, тој научник навистина имаше право што го кажа тоа. Така што ние веќе денес имаме дебела аргументација што можеме да браниме Македонија како земја која што е посебна на овие простори. Грците се млада нација на Балканот. И она што постои во разни избори што ќе се сретне дека тие ја презеле на азбуката од феникиците, односно од венетите, од древните македонци. Да, ја презеле, но кој ја презел? Ја презеле хеленизираните македонци. Не биле тие способни, не биле на такво културно ниво да можат да земат таа азбука што денеска ја користат грците. Многу научници во светот веќе тоа го порекнуваат, знаат во што е суштината.
Професоре, ние ќе говориме за едно ваше дело, тоа е ново дело, тоа грчкиот геноцид над вистината, документирани факти за грчките фалсификати, небулози и манипулации. Јас ќе замолам режијата еден зум да направи еден добар зум. Со оглед мене ми е чест и задоволство што токму во емисијата Гласот на народот потночно порта, почитувани, да, ова е едно дело кое треба да се објави во секој случај, а не случајно го спомнувам, бидејќи јужните соседи, тие 150 милиони марки или 80 милиона евра, земени од трезорите ги дадоа во потрага да шират невистина за Македонија. Значи, да нападнат нашата вистина, нашата историја, нашите факти, бидејќи како ѓаволот, ако го фати крстот, нели, тој не е достоен да го држи крстот, веднаш ќе се изгори. Така и нашиот јужен сосед сака нешто да направи, меѓутоа сепак ќе заврши с крај да како сотоната. Но кажете ми на работа, професоре, оваа книга треба да се издаде. Тоа, ја верувам дека треба и Министерството за култура, а и добронамерните македонци во светот да инвестираат во поддршката за вистината за Македонија. Од и ваквите творби и недостасуваат на Македонија, ќе согласите со мене? Сигурно. Видите што земено наназад овие 20 години, јас ова го зборувам врз основа на факти. Бидејќи сум се обраќал до министерства за да добијам средства, замислете, значи, одговорот на Министерството е вели, значи, кога се работи за историјата на македонскиот народ. Јас тоа го чувам и тоа ќе го дадам како факсимил во една моја книга. Кога беше тоа? За да знаат македонците што на вистина се случува во оваа земја. Так. Вели вака, господинот министер, ја не сакам да му го кажам името, вели вака, Министерството нема средства за вакви проекти. Кога беше искрено вака годишно? Не сакам ништо да кажувам. Тоа ќе се види во една моја книга, јас ќе ги објавам сите тие писма ја што сум ги добил од министерствата. Дали тоа значи, тие министерства не се заинтересирани за да објават такви трудови. А ќе потсетам, ние имавме нали пред 2 години како се правдаше еден министер на култура, кој што 37 наслови дал на едно малцинство, кое што чија содржина во тие книги е антимакедонска. Дадени се огромни средства, по 20.000 евра, за раскошни монографии, замислете. А не се дава средства за вакви трудови кои што ќе бидат за огромна полза за интересите на Македонија. Така. Меѓутоа, ќе се навратам повторно на 90-тите години. Верувам дека и тоа време имавте тие проблеми што ги навестувавте, ги давате како еден артефакт, како еден доказ во секој случај. И не случайно како новинар сакам да го провоцирам тој настан, што мене ми дава за право со фактичката ситуација во која се наоѓа Македонија денеска. Во 90-тите години Македонското министерство за култура не беше заинтересирано за се обелодини вистината за Македонија. Да, и од тој период имам ја. Токму затоа ви ве прашам, не случајно. Да. Дали доколку Македонското министерство за култура, за надворешни работи, веднаш по осамостојувањето, значи, инвестираше во вас, историчарите, научната јавност, потенцијал, ние би дошле сосема на друго рамниште кој што денеска. Сигурно. За разлика Светот ќе ја сватеше нашата историја. Да. И нашата Веќе историја. го имаме професор Нестор Огинар, ваш колега, значи од Њујорк. Драго ми е. Добро вечер, господин Огинар. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер, господине Томич. Да, ве слушам добро. Еве вечерва заедно со професор доктор Петар Поповски ја начнавме темата што народот ја постави, дали Македонија е Грчка, а тоа е една, да речам, не војна, еден надпревар на социјалните мрежи на Фејсбук, во која, да бидам искрен, се вклуча и нашите пријатели од Турција, кои исто така одговараат на прашањето како што е, со одговорот дека не, како што одговараат и сите македонци на сите 5 континенти. Кој е вашиот одговор, професор Нестор Огинар? Мојот одговор е, се разбира, прашањето е реторичко. Се знае дека Македонија не била и никогаш нема да биде Грчка. Меѓутоа, прво да речам дека ја поздравувам вашата емисија, посебно вечерашната тема, која што за мене сега представува тема број 1, што треба да се води не само во Македонија, туку широм светот, и затоа ни е драго што вашата емисија денеска оди сателитски,
низ повеќе меридијани и континенти. И би сакал да верувам дека наскоро ќе можете да направите емисии кои што ќе бидат видени и слушани не само во Македонија, туку и широм светот, и потоа би рекол не само на македонски, туку и на англиски јазик, бидејќи јас сакам оваа наша расправа за тоа кои сме и што сме, да ја пренесеме и на повеќето светски јазици, за да може и светот да разбере за нас самите. Господине Томич, јас се јавив само со една и единствена намера. Да ви кажам дека дебатата околу тоа дали Македонија е Грчка или не е апсолутно абсурдна и непотребна. Априори, историски гледано, од сите оние кои што вистински ја познаваат историјата на Македонија, се знае дека Македонија не била, не и никогаш нема да биде Грчка. Жал ми е што не сум во вашето студио, каде што може да имаме една многу подолга, сериозна расправа за тоа. Меѓутоа, во мојата библиотека јас пред мене поседувам стотици книги, кои што ги разбрав на англиски јазик, за жал, бидејќи ние во Македонија се уште немаме развиено вистинска историја за Македонија, во која што автор до автор говорат за прилогот за тоа дека Македонија од древни времења па до ден денешен била македонска со свој посебен идентитет и територијално, и културно, и јазично, и во секој смисол на зборот. Само за пример ќе ви речам, еве пред мене, жал ми е што не можете да ги видите, една од книгите кои што ги имам, едно туристичко издание на голема издавачка куќа, што се вика Fodor's, од 975 година, во која што во поглавието за Македонија се вели дека е право чудо како името Македонија има преживеано. Пред повеќе од 2300 години Македонија постана една од најмоćните нации на тогашниот светски поредок во владењето на Филип и синот Александар. На еден чуден начин името Македонија преживеа конзервирано и под римскиот, и под византискиот, и под турскиот окупатор, се заедно постојани повеќе од 2000 години. И потоа, тој исти туристички водич вели, ако се прашате и поминете низ македонските градови и погледнете подлабоко во лицето на младите македонци и македонки, веднаш ќе почувствувате како цветите на нивните физиономии враќаат назад во некои многу древни времења кои што посетуваат на антиката. Понатаму јас се надам дека ќе имам прилика да говорам и за многу други автори кои што ги имам пред мене, меѓутоа сакам да речам дека е абсурдна за нас денес дебатата во Македонија меѓу нас самите македонци за тоа дали сме македонци, како што некои неправедно не нарекуваат антички македонци, бидејќи македонци се македонци, дали се антички или не антички, воопшто не е важно. Или па сме словенски македонци. Господине Томич, јас Македонија ја открив за себе уште од мојата 3-та година. Сите историски показатели говорат за мене во прилог на тоа дека македонецот и дека македонката, односно македонскиот народ, за разлика од сите други балкански народи, посебно оние во нашето непосредно соседство, да речам Бугарија, Србија, Албанија и Грција, не успеале да поминат низ еден неопходен, потребен период на национален романтизам, кој што ние сега ќе речам на моје задоволство го минуваме, без кој што е невозможна општествена синтеза, во која што превладуваат силите на кохезија, на хармонија, на усогласување наспроти силите на спротивставеност и раздор, кои што го потикнуваат темелите на нацијата и државата. Ќе дозволите само тоа се разбира каде нас многу убрани, но тие треба да се бараат не само во надворешните непријатели, туку и внатре во самото тkiво на сите составни елементи на македонскиот народ. Професор, за мене лично, да. Господине Томич, е фасцинантно феноменот на оттуѓувањето од самиот себе си, односно неспремноста на да се носиме со природниот страв, од вистинското препознавање на тоа кои сме и што сме. И затоа јас ќе ви речам, апсолутно не се согласувам со оние наметнати наши дебати од натре, посебно од одредени профили политички партии кои што денес ја делат Македонија на словенска или на античка. Ние сме македонци, сме биле и ќе постоиме како такви и засекогаш. Професоре, да, бидете на линија, повелете. Да, спомна тука дека се прави разлика, например, меѓу Словени и антички македонци. Видете, значи сета историска литература, што е, мислам, оние кои што се објективни автори,
луѓе кои што истражувале, кои што дошле до одредени сознанија преку лингвистиката, дошле до сознание дека древните македонци биле протословени. Значи, тоа е дефинирано во историската наука. Значи, тука нема никаква поделба. А ова што го спомна, например, за антички период. Зашто се вика антички период? Затоа што двете најголеми етнички групи на пелазгите, кои биле, значи, први жители на овие простори, биле Анти и Венети. А Венетија е распространа цела Европа со Венети. Антија имаме источна Европа. Последните 3 милениуми од старата ера, значи се вика тој антички период по самите Анти, а не некои го тоа го објаснуваат на тој начин што латинскиот збор анти значи старо. Тоа не е вистина. Значи, поради името на антите се вика тој антички период. Дали го имаме тој континуитет, професор? 20 да прашувам. Значи, дали таа вистина е посилна од сите орудија што нам не ги пукаат од сите 4 страни од светот? Да бидам искрен, сега да се вратиме екс моменте со фактичката ситуација. Ние имаме еден случај во кој пред неколку дена првиот човек на амбасада на моćна држава упатува порака: немојте ништо да очекувате на самитот на Чикаго, ниту со акронимот поранешна Југословенска република Македонија, дека ќе бидеме дел на НАТО самитот, нели, на новата алијанса, не на новата алијанса, на моćната машинерија. Од друга ситуација исто така не упатуваат пораки и од Брисел, дека нема никаков ништо да очекуваме, дека немаме компромис околу името. Господинот Митјо Нимиц дошол, заминал, не направи ништо посебно со таа посета, бидејќи му беа врзани раците, немал никаков предлог и така натаму. Што ние треба да направиме, почитувани професори, 20-та ве прашувам. Со оглед дека ве реков, народот му е преку глава, не сака да слуша, повеќе да разговара. Вели, не ми треба да одам таму кај што ме бркаат. Не сакам да бидам дел на таа група кои ме обезличуваат, ме дискредитираат, ме игнорираат. Каде сме ние во просторот? Дали сме изгубени во просторот или сме на вистинската точка? И ќе завршам. Дали ме слушате? Да. Јас, господине Томич, да. Јас се согласувам наполно со господинот Поповски. Оно што во моментов, односно последните десетина години случува во Македонија, е злонамерна една теза за поделбата на македонците, што одамна ни е нас сервирана на славени и антички македонци. Јас апсолутно имам докази, непобитни, физички, емпириски докази, дека македонците се протословени, односно протословените се македонци, и дека ние водиме една голема линеарна историска стратегија, уште од времето през 6200 години. Еве пред мене колку за тоа ќе ви покажам само еден пред 2009 година. Њујоршкиот универзитет, на кој што јас ја работам мојата докторска дисертација, организира една изложба под наслов Изгубениот свет на Стара Европа, 5000 до 3000 години пред Христа, во која што наполно се согласува со тоа дека пред славата на она што тие го нарекуваат Грција или Рим, дури и пред првите градови во Месопотамија или во храмовите долж реката Нил, постоеше и долж стековите на реката Дунав и Балканските брда еден народ кој што беше понапред од светот и во времето на уметноста. И потоа говора за тоа дека тој народ произлегува од, како што тие велат во наводници, Грција, меѓутоа и Македонија, и дека се тие преселби што се извршени некаде во 6200 години пред Исуса Христа, ве молам, пред Исуса Христа, кои што биле напред во своите времења со генерации и во трговија, и во археологија, и во нумизматика, и во земјоделие, и во керамика, и во сите други индустрии кои што ја правеле таа држава, односно таа нација, она што е. Од тоа не може да се бега. Така, професор, останете со професоре, што додадете на сето ова? Ова дискрепанца, ова шароликост на дефинирање на фактичката ситуација. Тука ќе го вклучам поранешниот премиер на Република Македонија, господин Лјупчо Георгиевски, кој искача со сосема други тези, со други своји анализи, ставајќи на вистина кон на 48-та зад зид да изиграме еден руски рулет.
Прифатите го ова, инаку ништо нема да биде од нас. Колку тоа влие и имајќи факт и другиот исто така поранешен председател на држава, господин Бранко Црвенковски, поранешен премиер кој вели 45 години 50 бевме СРМ, па што не продолжиме натаму да бидеме СРМ, се мисли на Северна Република Македонија? Ја мислам тие нивни изјави воопште не заслужуваат внимание. Меѓутоа, ова што ние веќе го говоривме, што се случува ова што нас не предупредува дека не можете ништо да очекувате од Чикаго. Значи, мораме ние една работа да сватиме. Дека постои таен договор меѓу западниот свет за Македонија. Дека Македонија задолжително треба да го смени името за да се задоволи желбата на Грција. Значи, конците ги водат од надвор. Грција е аутсайдер во овој случај. Да. На Грција само и се сервира, односно суфлира. Што треба да прави, што треба да зборува. Работите се совршено јасно познати. Земете, например, господјата Маркел, која арогантно настапи, например, со незината фраза дека ете позната веќе кај нас, дека морате да го решите прашањето с името, па да влезете во Европска унија и НАТО. Значи, кај нив постои цврст договор. Тоа е заговор против Македонија, тоа треба да го сватиме ние. И тука нема што да разговараме за тоа прашање. Дали ме слушате? Смеем ли се вклучам во коментарот? Само да докаже професорот и веднаш вие продолжите. И не треба ние да се залажуваме дека ќе влеземе брзо во НАТО, дека ќе влеземе во Европска унија. Македонија, мислам, должност е на нашите сегашни власти да бараат алтернативи. Значи, мораме да бараме алтернативи. Видите што се случува, например, последниве денови во Македонија. Од ништо се прави една голема, да речам... Кој го пали фитилот? Кој создава, го пуни барот? Се знае кој го пали фитилот. Видите што, јас за таа племенска група имам пишувано два томови, мислам, и проучено, и се знае. Тоа е тие се народ кој веднаш се организира за нешто што не им е по волја, така што ова е навистина за жалење што се случи. Меѓутоа, за тие млади животи што отидоа. Меѓутоа, не може со демонстрации тоа да се прави. Меѓутоа, сепак некој друг менторе доаѓа сосема од други центри да се манипулираат ситуациите и луѓето од државата. Така? Ако ми дозволите, наполно се согласувам со тезата вечерашна и вечна на господинот Поповски, дека постои не само денес, тоа е генерацијска завера за уништувањето на Македонија, односно концептот за тоа што навистина е Европа и кои се вистинските европски корени и вредности од каде што таа произлегува таква каква што е денес. А тоа е поврзано со комплетниот колапс и пат на сите оние идеи, идеали и тези за Грција. Не е тоа само политички пад и колапс или економски. Се работи за падот на еден мит, на еден табу, на една легенда, на една голема заблуда, која што големите европски нации, како Германија, тогаш Прусија, да речам, Британија, Франција, ја форсира во почетокот во средината на минатиот 19 век, 1820 година, затоа што им беше потребен еден национален романтизам да се врзат за некои корени од минатото. Ако падне тезата за тоа дека Грција е вистинска колепка на цивилизацијата, тогаш алтернативата е една и единствена, дека тоа е Македонија. Господине Томич и господине Поповски, пред мене имам стотици книги во мојата библиотека кои што говорат апсолутно во тоа дека ние сме едноставно алтернативата на Грција. И затоа таа Европа денес се обидува со сите сили да го направи она што е апсолутно ненаправиво, односно да ја спаси Грција. Господинот Дейвид Холден, еден од големите британски историчари и познавачи на европската култура и цивилизација, во 1972 година напише една книга која што е под наслов градењето, односно конструкцијата на модерните Грци, во кој што навистина говори за тоа дека има многу настрани
многу книги, многу документи кои што на оние што се љубопитни како нас, како вас, како многу наши македонци, им овозможуваат да доживеат драматични промени во начин на кој што се гледаат себе си самите и светот во кој што живеат. Во својата книга, таа конструкција на модерна Грција, тој господин Дейвид Холдинг ги разобличува сите предпоставки, сите предрасуди, сите митови и легенди, како тој били пусти желби и фантазии на грците и оние кои што ја измислија Грција. Книгата е еден брилјантен документ, господине Томич и господине Поповски, и едно храбро толкување на едно општество, што се генерации не само што го лаже светот, туку и се лаже и себе си самиот. И еве што вели тој, ќе го цитирам: премногу долго Грција и тој ја става Грција во наводници, од класичниот период на митологијата, и романтизмот на Лорд Гордон Байрон биле невозможен сон и пуста желба не само на странците, туку и на самите грци. Вистината за Грција денес е дека тоа е недозреана, недорасната, несигурна и сиромашна нација со магловити и поделени наследства на историската слава. Обштествено и економски, Грција секогаш била и останува недоволно развиена и историски пренатрупана со настани и како таква неспособна да се види себе си или пак да им дозволи на другите да видат вистината таква каква што е. Кога последиците за тоа, националната гордост, а грците се, да речеме, премногу агресивни, кога таквите последици постануваат замена за квалитетот со содржината и секој чеко што го прават е со препки и погледи наназад. Да се видат работите такви какви што се, од секојаш представуваат краен предизвик за секој што се обидел да ја разбере грчката така наречена енигма. И јас мислам дека ова е на еден начин провиденско видување уште од 1972 година на авторот Дейвид Холден за она што се случува со Грција. И затоа ние треба постојано, не само пред македонската јавност, туку пред светската јавност да ја тераме токму таа теза, дека Европа не треба да се плаши за тоа што не познава своите корени, дека нејзините корени сепак, како и да погледаат, ќе ги најдат во Македонија и во концептот и идејата за Македонија. Благодарам многу, професор Огинар. Тоа беше во живо Нестор Огинар од Њујорк. Очекувам блискина да бидете дел во студиото на Порта. Еве, задоволство беше, професоре, да го слушаме вашиот колега од Њујорк. Токму тоа дали е страв или срам на Европа за собствените корени, да ја слушне вистината од каде потекна? Да. Ја мислам дека е тоа суштината. Видите, јас дојдов, например, из моите раце мина голема историска литература на познати историчари со светски глас, кои што тврдат дека корените на сите европски народи, мислам, на ариевскиот народ, на европските простори, потекнува од Македонија. Некои тоа го сваќа дека ете, тоа е моја некоја замисла, некоја мој романтизам кон Македонија. Пуста желба или тоа кажуваат фактите? 300-400 автори. И тоа автори кои што оделе, кои што истражувале, кои што истражувале во поглед на лингвистиката, во поглед на јазикот, во поглед на топонимијата, особено во поглед на антропологијата. Значи, сето тоа е толку избистрено, толку е јасно, совршено јасно. Да. Јас ќе кажам само еден податок. Да. Например, да земе Бретања, областа во Франција која што се наоѓа на Атлантскиот океан. Да. Видите, таму има напишано песна во 19 век, еден познат поет, каде што вели: моите предци беа Александар Македонски, вика, и Херакле. Значи, постои една дебела книга во која што се вели дека народите кои денеска се населени на европските простори потекнуваат токму од просторите на Македонија. Имате денес различни мислења во тој поглед. Дека се дојдени, значи, тоа се две хипотези, но кои се поклопуваат. Значи, нема разлика меѓу нив. Дека британците, германците,
сите овие други француски народи, французите дека дошле од кај Украина, од Украина дошле на овие европски простори. Една друга теза е дека дошле од Балканскиот полуостров, значи од Македонија. Јас во една друга студија, која што сега сакам да печатам исто така, во која ќе носи наслов "Без Македонија ја нема Европа", значи токму ги цитирам тие автори кои што ја докажуваат таа хипотеза, и таа хипотеза нема никакви отстапувања кај никој друг автор. Значи, сите се сложуваат во едно исто, и еден српски автор, кој што долго време престојувал во Англија и ги проучувал сите тие теории, вика, зачудувачко е тоа што може да се види, вика, во овие книги, што е истражувано и што е добиено, дека од нашите вели простори потекнува цела Европа. Тоа е историски факт. Дали тоа денес се признае вака како факт или не, ќе видиме. Меѓутоа, едно е важно да се каже. Единствен кој се противи на таа теорија е Германија. Зашто? Замисли. Вели, ние сме келти. А келтите се од овие простори. Ама не го зборуваме ние јазикот, вика, на келтите. И еден словенечки автор вели, што правеле, вика, келтите? Зборувале или лаеле? Значи, според вас, тие лавежи, со лавежи се разбирале. Значи, постои една, како да кажам, аверзија кон словенскиот елемент. Значи, таа појава се јавува во 17. век. Германците се многу аверзни кон словенскиот елемент. И токму затоа јас го велам дека центарот на ова што е антимакедонизмот лежи во Германија. Макар што тука имаме многу пријатели, имаме многу научници кои што ја расветлуваат историјата. Не, Штефан туку, многу други. Во Фошист ние го поздравуваме од тука. Стотина други автори. Кој токму во емисијата запеал на македонски и станал на македонска химна. За жал што некои други тоа не го правеле. Се сеќавате, човекот што беше поранешен председател на држава и поранешен премиер не станал на македонската химна, бидејќи жалел за Хеј Словени. Но како и да е, во логиката има едно правило, вика, или ја или Б, С нема. Ние не видиме на Б, С. Јас би сакал да подсетам на една друга работа, пред малку спомнавте за тоа, за какви средства се дават за подкупување, за тоа. Општо е познато. Значи, не е тоа никаква тајна. Так. Кога дојде владата на Папандреу и ја обвини предходната влада дека издвоила и разделила 43 милиони евра за лобиранти против Македонија. Так. За се смени името Македонија. Јас на еден форум дојдов до податоци каде се разделени тие пари. Каде се? Тоа не би сакал во момент да го кажам, меѓутоа знам и колку средства се дадени тука на одделни личности во Македонија. Зборот антимакедонија. Не се кажани кои личности, меѓутоа колку средства се дадени во Македонија. И замислете, значи, какви се непријатели имаме тука во Македонија. И затоа че зборат најлошо за Слободан Томич, за тоа дека поканува професори кои ќе зборат вистината, дека ние сме анти-НАТО, анти-ЕУ, што не е точно. Ние сме за НАТО и за ЕУ, но со окрената кичма, со исправен, со дигнитет, со достојанство, а не без кичма да влеземе во... Колега Томич, тие се практично на некој начин експонирани. Ние ги гледаме секоја вечер на телевизии, вамо тамо по разните медиуми. Значи, тие личности кои ги зеле тие пари се веќе експонирани во јавноста. Ние ги знаеме кои се. Кои мора да ја одработат својата агенда и својата програма. Но да бидеме искрени... И уште еден момент, јас би сакал. Ние во нашата земја постои едно сваќање дека грците кога тогаш ќе се сложат за некој име. Да. Дека ние не го даваме ова име што имаме. Меѓутоа, ние треба да се слободиме од заблудата. Еве, слушам се деновиве дека тоа прашање ќе се реши за 2 месеца, за 3 месеци, за 10 години, за 20 и така натаму. Никогаш нема да се реши тоа прашање. Зашто?
Зар тоа што нивната главна цел е да не постои името Македонија. Да се обезличи народот. Да се обезличи. Зашто? Зашто еден народ кој ја украл историјата на тој народ. И сакате вие да ве признае тој народ. Во никој случај. Значи, Тоа што велам ја или А или Б, С нема, или црно или бело. Ние чудиме со Калиопи и црно и бело, тоа е песната што ќе ја представи Македонија преку Калиопи. И еве, тука направена музичка завеса и очекуваме и рекламите ги најавам вториот блок. И знам дека имаме добри минути кои ќе им дадеме простор на нашите гледачи ширум светот. Почитувани, еве, можност да ве слушнат сите македонци каде и да сте. Токму вашите прашања, вашите анализи, вашите коментари за вечерашната тема. Дали Македонија е Грчка? Прво одиме со Калиопи, втор блок реклами и веднаш во студиото со ваши прашања и коментари. Останете со нас. В очи сега гледај ме, не сум губитник, ти знај. Не се предавам до крај. Нема раѓање без паѓање. Отвори душа, признај ми, што сме сега јас и ти. Пола мое во тебе, а пола твое спие во мене. Ајде сега гушни ме, до небо дигни ме, црно и бело е се. Една вистина и една лага, иако заедно сме. Јас бирам среќа, ти бираш тага, црно и бело е се. Добро и лошо ништо не ги дели, дај сега насмевни се. Денот не води, во ноќи бели, во очи сега гледај ме, таму ти ќе најдеш се. Ајде предај се до крај, за ново раѓање со мене. Отвори душа, признај ми, што сме сега јас и ти. Пола мое во тебе, а пола твое спие во мене. Ајде сега гушни ме, до небо дигни ме, црно и бело е се. Една вистина и една лага, иако заедно сме. Јас бирам среќа, ти бираш тага, црно и бело е се. Добро и лошо ништо не ги дели, дај сега насмевни се. Денот не води, во ноќи бели. Црно и бело е се, една вистина и една лага, иако заедно сме. Јас бирам среќа, ти бираш тага, црно и бело е се. Добро и лошо ништо не ги дели, дај сега насмевни се. Денот не води, во ноќи бели, црно и бело е се. Супер акција во Супер Тинекс од 2 до 4 март. Риба ципура 438 денари, шеќер од Агра Голд 3+1 подарок. Јафа чоколаден бисквит со портокал 2+1 подарок. Закупено едно пакување на влажни марамчиња Fresh and Fresh, добивате уште едно пакување подарок. Куински бришачи Perfex 2 во едно пакување 139 денари. Ваш Тинекс.
Хот известува дека само за проектот Купи куќа, купи стан ги намали цените на 280 евра за метар квадратен. Купете куќа од 80 квадрати за само 22.400 евра или куќа од 105 квадрати за 29.400 евра. Повеќе информации на 3097 141. Купи куќа, купи во Хот. Да, драги мои, вие сте натаму во Порта, значи емисијата Дали Македонија е Грчка, почитуваната режисерка Зорица Чинго, Мелита и сето овој прекрасен тим тука, како што гледате, ваква реализација многу ретко се наоѓаат во етерот, а тоа е заслуга на доаени и ветерани во оваа куќа Македонска телевизија, се да ја представат вистината за Македонија. До сите вас кај што сте во светот, а ве има на 5 континенти. Значи, доктор Петар Поповски, мој соговорник, поранешен главен одговорен уредник на Македонската телевизија, човек со кој е задоволство ми заедно со вас да споделам почитуваните, затоа ги видов телефоните и сакам да се јавете. Сакам да го слушнеме вашиот глас, го слушнавме и ставот на Калиопи кој ќе ја пренесе на Евровизија вистината за Македонија, бидејќи таа вели една вистина, една невистина. Калиопи ќе пренесе вистината. Професоре, да бидам искрен, не е тоа што велика Галилеј сепак се движи. Не е она мртва точка каде што не смееше да се збори за Македонија. Сега во изминатите години се инвестира и во издавачката дејност, и во учебникарството, и во преведувањата и така натаму. Верувам дека вашата книга Грчкиот геноцид над вистината ќе биде во рамките на кампањата што еве секој министерство, вклучувајќи Министерството за култура, и ќе извои средства, се надам дека ќе конкурирате ова година и дека треба да се размислува малце околу овој проект. Да, се разбира. Има ли разлика, да речам, во овој период и изминатиот? Затоа сакав да ве прашам директно. Државата прави големи напори. Јас гледам дека се финансира во разни области. Никогаш Македонија не постигнала ваков подем како што е сега. Значи се дава во национално будење. Да. И тоа е од големо значење за оваа земја. Сигурно ќе се размисли околу унапредувањето на науката, што е многу битно за нашата да отвориме нација. портата, бидејќи ја ме гледаш. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, од кај се јавувате? Од Германија. Повелете. Сакам, господин Томич на телефонот ли е? Да, повелете. Говорете, повелете. Ве слушам, говорете во живо сте во прог. Господин Томич, Повелете. јас се јавам од Германија. Добро. И често пати се јавам од Германија. Добро. И сакам да ви докажам дека господинот пред малку што кажа дека германците се најголеми кривци за Македонија, тоа е вистина. Вистина е затоа што още 94 година некогашниот министер на Баварија пишуваше во германските новини дека Македонија не постои, дека е она Грчка. Но вистината... Говорете. Во тоа време, јас му го знаев негов телефон и факс, му напишав факс, во кој му реков, господин Штрайбле, вие не ја познавате македонската историја и затоа немате право вакво нешто да пишувате. Тоа се факти со кои ние се судараме. Второ, Македонија никпат не е била Грчка. И нема ни да биде. Секој македонец е обврзан да се бори против Европа и Америка на крајот, може да кажам. Затоа ви благодарам многу. Благодарам многу. Знаете што, да бидеме искрени. Не можеме да водиме сега таква кампања, бидејќи да бидеме објективни. Имаме поддршка од овие држави во делот на економскиот развој и така натаму, но погрешни фасилитатори од државата, со збор медиатори или представувачи на вистината за Македонија не ја дадоа вистинска смисла на зборот. Значи, нашите пријатели од Германија, верувам дека кога ќе им се даде вистинската слика за нашата држава, поинаку ќе гледат сликата за нас самите, нели? За нас кои сме и што сме. Но кога имаме политички субјекти како поранешен премиер и едниот и другиот, кој вели
чуму ние сега да стоиме така цврсти за ова, да докажеме дека се македонци, дај да прифатиме некое модифицирано име кое е опасно по идентитетот. И сепак сме несериозни, професор, се согласувате со мене. Но Германија, не можеме да забораваме дека е голем наш стратешки партнер, како што е американците, кои навистина дадоа голема финанска поддршка. Но, повторно зависи од нас, колку ќе бидеме само почичијаме кон самите себе си и кон собствениот идентитет. Ќе се согласите со мене? Да, сигурно. Сепак нас ни фали Единство? единството тоа Априори. како најважно. Меѓутоа нас ни фали што ние не се експонираме надвор. Ние можеме светот да го бомбардираме со аргументи, не со лаги што ги прави Грција. Значи со аргументи да им докажеме на светот кои Што сме се на ние, наша страна што си. сме ние. Така. Ние имаме дебела аргументација за тоа. Така. Грците тоа го немаат. Грците, например, еден памфлет, ако се напиши против, како што велат тие Скопје, веднаш ќе го обиколи цел Целиот свет свет. низ нивните пропагандни центри. така. Значи, тоа ние не го правиме. Еве, јас дојдов до еден податок дека секоја година во НАТО грчки професори држат предавање кај министрите од НАТО за грчката историја. Исто тоа се случува и во Европската Унија. Значи, ние ништо во тој поглед не правиме за да се представиме себе си. Така. Еве, за да почитувани режиме, молам, артикулирајте го телефонскиот број. Сакам да го слушам гласот на народот воопшто на оваа тема, што навистина и темата сакам да ја имаме на слайд. Да, добро вечер. Кој се јавува? Добро вечер. Вечер. Добро вечер. Добро вечер. Говорете добро вечер. Побрзо само бидејќи ве слушаме. Има Добро фобија. вечер. Повели. Сакам мојот име да биде анонимно, се јавам од Запад. Повелете. И сакам да кажам дека германската телевизија многу врши гнасна пропаганда против Македонија. Така? Во последно време се дава дека историјата е целата Говорете. Во последно време се даваше телевизијата до Солун, тоа се е тоа Грција. А никој пат нашата телевизија не сака да даде во јавност. И сум зборувал со луѓе овдека на работно место дека Александар Македонија водела 6 битки против Грција. И сите ги има против Атина и сите ги има добиено. И последниот пат, кога Александар ја поробил Атина, донесува цигани од Индија извеѓу границата на Индија и Пакистан. А тоа историјата никпат македонската јавност не иска да го каже. А Германија е најголемиот противник на Македонија. Дека не се лаже Македонија дека ќе влеземе ние во Европска заедница и во НАТО. Грчка не е способна да директира Европската заедница и НАТО. Ви благодарам за вниманието. Ви благодарам уште еднаш, ќе ве молам. Со оглед дека се представите анонимни, ја не би сакал така да се представите. Сакам да разбереме дека ние не сме вечерва тука организирани како тема или емисија, дека сакаме да вршиме нападе, натакуваме некоја наша пријателска држава, ни најмалку. Значи, говориме за темата дали Македонија е Грчка, врз основа на артефактите, аргументите кои се на наша страна. Сега, како ние ќе пренесеме нашата истина, историја, тоа зависи од нас. Ќе се согласите, професоре. И на самите наши македонци во диаспората. Еве, што е интересно, во Австралија Македонија победи. Да. Видовте која имавме разлика пред неколку месеци, како беше, нели, притисоци, славо македонци и ред други работи. Еве каков респект имаме од австралијанците кои го признал македонското име, Македонија како име, како идентитет и така натаму. Значи со добра и позитивна кампања се доаѓа до вистината. Да, мене ми е многу добро познато бидејќи сум бил таму, така. Знам какви отпори постојат таму. Знаете какви све кампањи има. Ја верувам дека нашите македонци се доста позитивни во Америка и дека нема да наседнеме на таа бројка 3 милиони. Да, имаме гледач. Добро вечер. Доколку имам, повелете, добро вечер. Ајде, добро вечер, сакам до Томиш да... Повелете. Говорете. Томич. Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Се јавува Димко Пржевски од Германија. Повелете. Сакам да ви кажам дека професорот е во право
Па зборувам. Добро, говорете, ве слушаме. И во 92 година имаше грчки професор пред германски студенти кој кажуваше, кој зборуваше, книга имаше донесено и ја делеше на студентите и кажуваше дека Македонија постои од елитенското восстание, дека порано никогаш не бива и дека македонци нема и ние бевме четворица, станавме и рекове ние сме македонци. Ке не истепа грците тие што беа соди тамо. Да, благодарам многу, еве, фактите говорат какви притисоци се врше врз нашите македонци во светот кога требаше да се изјаснат дека се македонци и колку килограми рицинус испиле бидејќи се изјаснувале дека се македонци, колку живот изгасна по затворите на Голи оток или во Идризово ако се бореа за независна и целовита Македонија. Професоре, дали сепак вистината колку и да боли е сепак е на наша страна. И како ние можеме да се организираме, како да се сплотиме, како да се интегрираме. Бидејќи вели кај што има слога има и Бога. Или со слогата се јакне татковината. Зошто се уште кај нас го има тоа проклетството, она кодошењето, она злобата еден на друг да му биде непријател или да не му биде брат? Моите исследувања досега што ги имав ја во врска со тоа на овие наши простори, можам да кажам дека ние во нашава земја имаме јаки центри на моќ кои што действуваат против Македонија. Дали се тие македонци или се од некоја друга националност, главно тие се најголемата пречка што ние не сме обединети како нација. Тоа обединување нас многу ни би не користело во овој момент кога сме единствени, како изгледаше, например, она што се случи на прославата на Денот на Македонија, на независноста на Македонија, она што се случи на плоштадот, например, она што се случи со ракометарите и кошаркарите и така. Значи, тоа е еден голем успех за Македонија. Македонија го покажа своето вистинско лице како една обединета нација. Тука, значи, може да се викат ликови како цути народот од една среќа, да кажам. Вака, зарад тоа што виде дека може македонскиот народ да биде обединет без оглед на тоа што има и натрешни непријатели. Меѓутоа, ќе ми дозволите што ова, колку да се фрлат камења и дрвја по 2014, како го нарекоа истите тие антиквизатори, нели, како ја спомнува, сепак се буди, се раѓа, се воскреснува националното чувство на самоидентификација, професоре, че се согласите. Ово што го имаме на плоштадот, тоа е печатот за Македонија. Точно така. Ова е вистината за Македонија. Тука е внесена историјата на македонскиот народ. Дали македонскиот народ ја краде историјата? Дали македонскиот народ успева да биде само бендисан или да измислува, да биде параноичен или автентичен во делот на самоидентификацијата и самопрезентирањето? Ве молам. Точно така. Тоа е еден од најдобрите подвизи што една влада го направила досега. Јас слушам разни критики за тоа, меѓутоа и многу пофалби. Зарад тоа што е постигнат, што е направено во тој поглед, бидејќи на тој начин ние веќе ја изнесуваме историјата да може светот да свати кои сме и што сме. Досега, например, на тој план ништо не беше направено. Свесно или несвесно, ве молам искрено? Па може да се каже и дека свесно. Свесно. Да. Еве во контекст на сето тоа, неизбежно да се спомне настанот во Чикаго, неизбежно да се подсетат и самите представници на 27-те членки на Алијансата и на Европската Унија, дека Македонија е несебичен партиципиент и контрибутер во антитерористичките кампањи Ирак, Авганистан. Да подсетиме, Македонија учествува 10 пати повеќе од една Грција, која е членка на НАТО и Европска Унија во кампањата во Авганистан, така?
Дали треба на Македонија да му речат, слушайте, немој да очекувате ништо спектакуларно, прво решете си го името. Нели тоа перверзија, професор? Точно така. И не само перверзија, дрскост во смисол на зборот, кога нашите македонци ја стават главата в торба и заминуваат да ги заштитат нив самите во тие логори, мислам тие кампови и редо ги работи. Значи, дали сепак треба светот да ја слушне, уштенешка да има само контрола да се исправи таа своја грешка, имајќи факт дека Македонија направи ремек дело во светот, подпишувајќи еден документ кој се вика рамковен договор. Да. Се изјасни против територијалната поделба 2004 година. Еве видовме што направиле со нашиот северен сосед. Го доведоа на 48-та за зид, му дадоа кандидатски статус, меѓутоа за да го добијат тоа што го посакале. Но дали реал политик или теоријата на сила не важи за малите држави? Меѓународното право. Изгледа. Токму тоа. Па гледате ова што се случи, например, со одлуката на Хашкиот суд. Значи, оние кои го формирале тој суд, гледаме деновиве со изјавите дека тие не го почитуваат. Значи, тие не го сметаат за меродавно тоа што е донесено таму, на еден таков познат суд. Значи, меѓународна институција. Кога Грција би победила на тој суд? Да, тоа сигурно ќе беше помпезно прославено. Меѓутоа, кога се работи за Македонија, таа ќе мора да исполни некои други услови, без оглед на тоа што таа го добила позитивно. Рековте алтернативни можности. Јас велам дека не е нешто апокалиптично, тоа е најпрагматично. Да. Дека ние мораме да бараме алтернативни решенија и можности. Не значи тоа дека треба да се откажеме. Ние сме членки на партнерството за мир, да се разбереме. Сигурно. Ние сме дел на НАТО. Да. И сме членка на НАТО со партнерството за мир. И ние сме кандидати во Европската унија. Вршиме, имаме реформи, се согласувате со мене. Но самите германци имат алтернатива. Да. Во БРИК французите, го видовме, председател на Франција, чиј дедо продаваше нели маслинки на пазарот. Карикирам, ова не случајно го кажувам, бидејќи тој застана 100% зад Грција, но видовме како го испирка неговите сограѓани, господин Саркози. Но дали ние треба да бараме алтернативни решенија за наше обстојување понатаму во животот? Па токму тоа, јас претходно кога го реков тоа дека треба нашите власти да размислуваат и за тоа прашање, да се барат некои алтернативи. Не мислам во смисла на тоа дека ние треба да се оддалечиме од НАТО или од Европска унија. Туку да најдеме некои наши, да најдеме партнери кои ќе ни помогнат да излеземе од оваа ситуација, додека се најде некое решение. Може би во иднина може да се смилуваат тие кои што го кроеле тој план за, да речеме, уништување на Македонија, како што многу гласно се зборува во некои земји, еве како што чувме нели во Германија, дека Македонија нема да постои, па јас веќе слушам од неколку министри на Грција дека Македонија се распаѓа, дека Македонија нема да постои. Ќе завршам со една штета што не беше господин Нестор Огин, да подсетиме Даниел Сервер, со тоа е крај на емисијата, веќе доколку имате порака, 2002 и 2004 година напиша на статија дека во 10 точки Македонија 2008 нема да постои од географската карта. Да. Господин Даниел Сервер, кој е голем лобиста за Македонија, дај Боже да е така до крај. Јас кога го прашав лани, значи 2011 во едно интервју господин Сервер ја најавте дека 2008 нема да постоиме. Ние сме 2011 сега, се уште постоиме. Да. И дали погрешивте или навистина сепак е моќта во нашите раце дека не ни можете ништо? Господин Сервер, можеби се навредил од вистината што ме кажавме во очи, но тоа е тоа дека Македонија е силна, дека е посилна и од сонцето, не претерувам, но дека тоа име е исконско и нема никој да го уништи. Точно така. Ви благодарам, бидете живи здрави, посакувам добро здравје. И на вас исто така. Посакувам ова книга Грчки геноцид над вистината да најдат смогнат сили и министерствата и добронамерните македонци во светот да помогне да се објави. Вам почитувани благодарам за соработката и учеството во емисијата. Еве, утре е Тодорова сабота, прва сабота во Великденскиот пост. Верувам дека ќе го сторите тоа што ви е од Бога дадено да се причестите и да не правите и помислувате лоши работи. Оти, како што гледате, и натаму битката за Македонија да се обезличи народот постои.
Не е параноично, прагматично е кажено, а тоа себе зависи од нас. Колку ќе бидеме вистински македонци во вистинска смисла на зборот, останува од самите нас да докажеме, а тоа е сплотеност. Бидете живи и здрави, се гледаме в петок во исто време. Пријатна вечер.